По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, владата на Република Македонија ги отвори вратите за лицата со попречености во развојот. Премиерот Зоран Заев, заедно со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, во ова институција беа домаќини на 30 на лица со различен вид на попреченост. Посочувајќи дека на овој начин директно ќе ги слушнат проблемите и потребите на оваа категорија ранливи граѓани, премиерот Заев потенцираше дека за жал лицата со попреченост со години наназад непотребно беа на маргините. Инклузијата не подразбира сожалување, ами заедништво и сојузништво и пред се правичен и достоинствен третман во обичниот живот. Да бидеме пример за многу, дури и побогати земји, дека општеството кое прво ја гледа можноста, а не попреченоста, е општество кое ги отворило очите за сите своји граѓани. Како домакин, денеска ги водев моите гости низ дел од работните простории на владата. Ја видовме свечената сала, а во холот разгледавме и 2 уметнички изложби кои ги поставивме тука, а чии дела понатаму ќе бидат ставени во функција на добротворни цели. Видовме прекрасни зајди сонца од Коста Куќа, фотограф со Даунов синдром од Битола. Ги разгледавме илустрациите насловени како Гуш и Бац, инспирирани од зборовите на Ерато Кардула, девојче со аутизам. Во исто време, премиерот Заев потенцираше дека само општество кое најпрво ги согледува можностите на луѓето, а не маните, е општество кое подеднакво ги гледа сите своји граѓани. Посочувајќи дека и овие лица имаат право на образование, на вработување, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека надминувањето на пречките со кои се соочуваат лицата со попреченост нема да остане само декларативна заложба на владата. Сите ние што сме тука ги прифаќаме секојдневните активности како рутински. Но за некои од нас, кои што се денеска тука, сите тие рутински активности се предизвик. За лицата со телесен инвалидитет, одењето по улица со количка е навистина предизвик во Република Македонија. За децата и лицата со Даунов синдром, вработувањето и тоа како е предизвик. За децата со аутизам и лицата со аутизам, социјализацијата и соочувањето со општеството исто така е предизвик. Но сите овие наши сограѓани се вистински борци и затоа ја заслужуваат целата наша почит, грижа и внимание. При посетата на владата на Република Македонија, гостите имаа можност да влезат во дел од работните простории на оваа институција. Свечената сала беше интересна за сите. Портпаролот Бошњаковски им раскажа за свечената сала која се користи за драги и посебни гости како нив. Најголем дел од лицата со попреченост седнаа на столчињата на кои инаку седат министри, амбасадори или професори. Во исто време, тие имаа можност да чујат дека во истата сала неодамна беше потпишан договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија, настан кој, како што посочи премиерот Заев, предизвика најголем интерес кај медиумите.